Училишниот превоз во Делчево поскапува. На неколку денови пред стартот на учебната година, општината донесе нов ценовник за линиски превоз во кој спаѓа и транспортот на ученици. Објавениот тендер кој што го имавме, немаше заинтересирани превозници, иако има дел добиено од тие линии кои што можат да конкурираат за превозот на ученици. Моравме да пристапиме кон зголемување на цените, односно промена на одлуката од 2005 година, за да може да постигнеме интерес кај тие превозници да се јават и да можеме да го организираме превозот на ученици. На предлогот на општината жестоко реагираа советниците од ВМРО ДПМН, според кои покачувањето е големо и може негативно да се одрази на работењето на училиштата. Гледајќи ги старите и новите цени, имаме од 20 на 30 денари Гаврово, покачување 50%, Звегор 50%, Стамер 30%, Град 30%, Вирче 30%. Нека се во просеки 30% сите цени, да не ги читам сите сега, нека се и 25%. На вкупната сума на блок дотациите која добива нашата општина и која е некаде околу 3 милиона денари, 30% ќе значи 4 милиона денари. Сега, ако се покачи 1 милион денари блок дотацијата на сите, за неколку години, значи ние ќе дојдеме во ситуација каква што беа пред 5-6 години училиште. Да работиме само за основните потреби и да можеме да го подмириме превозот према превозниците. Но од општината се со друга математика. Според нив, поединечното покачување на цените на одредени линии нема да влијае на вкупната сума за превоз на ученици. Новите цени и новите тарифи, вкупната сума на превоз за учениците за учебната година би бил 3 милиони и 69 760 денари, што значи дека ќе бидеме под, во рамки на дотацијата за превоз на училиштата, која што изнесува по податоците од школите 3 милиони и 207 143 денари. Лани за превоз на ученици во Делчево биле потрошени 2,9 милиони денари. Општината организира превоз на ученици на 7 линии за потребите на двете основни и едното средно училиште. Главно се работи за превоз на ученици од околните населени места.